Почитувани, и денес сме на терен, во срцето на Прилеп, каде што разговараме со Мирјана Стевановска, адвокатка по професија и носителка на советничка листа од движењето Знам за наша Македонија. Таа за прв пат се вклучува во политичките процеси, а ние сме тука да дознаеме што ја мотивира, кои се нејзините приоритети и како гледа на иднината на Прилеп. Разговорот се надевам дека ќе биде интересен за вас, бидејќи очекуваме на прашањата директни одговори и секако искреност, бидејќи и политиката знае да биде искрена. Добре ни дојде Мирјана Стевановска. Добре ве најдов, ви благодарам на поканата. Секако првото прашање кое што се наметнува е дека вие за прв пат се вклучувате во политиката. Кој беше вашиот мотив и вашиот личен интерес да се вклучите во политиката како адвокатка со долгогодишно искуство? Баш мојата долгогодишна постојаност во адвокатурата и мојата потесна специјалност во работата, а тоа се поготово сопственичките имотно-правните односи, како и урбанизмот. И предметите кои што ги работев на тие теми, се најголемиот дел од мојата област која што ја работам. Проблемите со кои се соочував со локалните самоуправи, пошто работев не само во Прилеп, туку и во другиве општини, ме наведоа на тоа да влезам во политиката со цел она што го знам најдобро и во кое што сметам дека сум специјализирана како правник, да го дадам мојот најголем дел само за да го подобриме работењето на локалната самоуправа, а не за моје експонирање или за мој некој раст или популизам. Јас сум остварена жена, јас сум жена со која што си има својата кариера, но не треба да мислиме само на нас. Значи не можам да мислам јас го постигнав моето, јас се постигнав. Не, зад мене имам деца, имам внуци. Јас искрено влегов во политиката за да внесам нешто добро, за да внесам промена и сакам баш јас со мојата советничка листа да видиме таа промена која што ќе ја донесе во Прилеп. Зошто токму движењето Знам, со оглед на тоа што ова политичко движење е едно од поновите на македонската политичка сцена? Баш од тие причини, заради тоа што јас прв пат влегувам во политика, и влегов во политичка партија која што е многу млада. Ние постоиме година и пол на политичката сцена, но растеме, се зголемуваме и програмата која што ја нуди политичката партија Движење Знам за наша Македонија, мене ми беше најблиска до моите идеи, до моите размислувања. Зошто една искусна адвокатка би се вклучила во политиката да предводи советничка листа и сами рековте дека вие сте веќе многу добро позната, повеќе од 20 години сте во овие адвокатски води, би рекла. Тоа е една професија која што навистина и многу ценета и добро платена. Сметате ли дека тоа може да ви наштети или пак да ви допринесе во однос на вашата професија? Не, напротив, сметам дека може многу да ми допринесе, заради тоа што моето познавање на локалните проблеми на нашиот град и не само на нашиот град, туку на сите општини, ме наведе на тоа да она се што го знам, да го ставам на маса, да го ставам како предлог и да се борам за да имаме подобри услови за работа на сите институции, заради тоа што сите институции имаат катастрофални резултати. Ние еве и една, да се навратам на претходното прашање, една од многу битните работи. Ние имаме министер за јавна администрација и министер за правда. Значи, тоа мене ми е ветар во грб, заради тоа што без правна држава, без постојање на правото и примена на правото, и без здрава јавна администрација, како што ја имаме сега, гломазна, но без соодветни кадри кои што се поставени врз основа на партиска определба, кадри врз основа на непотизам, криминалот цути, корупцијата е во енормни размери. Ете, тоа е мојот мотив. Еднаш да ставиме крај на сето тоа, да го разбудиме народов во Прилеп, да му дадеме надеж дека
овој Прилеп може да биде многу поубаво место за живење и многу поубави услови за живот на сите, почнувајќи од најмалите деца по генерациите во поодмината доба. Кога ќе се спомне право и правда на локално ниво, секогаш се потребни промени во сферата на отчетноста на општинските институции и сама споменавте дека навистина се потребни промени. Кои промени би ги предложиле на тој план? Можно ли е нешто да се промени во однос на отчетноста и транспарентноста на работата на локалните и јавните институции? Апсолутно. Еве јас како правник и како адвокат многу тешко доаѓам до информации од работата на Советот на општина Прилеп или од било кои други локални интереси кои што се многу битни за граѓаните на Прилеп. Нашата цел е со влегувањето во Советот да го отвориме Советот. Граѓаните да бидат оние кои што ќе ги носат одлуките, а ние да бидеме само нивни сервис. А значи, секоја одлука која што ќе се носи, а која што е од круцијално значење за граѓаните на Прилеп, ќе биде ставена на увид, ќе бидат консултирани граѓаните, ќе бидат прифатени нивните мислења, но ова не го зборувам само паушално, само како предветување од политичка партија, туку напротив, кога ќе завршат, доколку ни ја дадат довербата, кога ќе завршат изборите, ние пак ќе застанеме пред граѓаните, по можности вака, за да дадеме отчет дали ние тоа што сме го ветиле и сме го исполниле. Заради тоа што Советот е на граѓаните, а не граѓаните поданици на Советот. Јас ќе се залагам и сите советници од мојата советничка група, значи граѓаните да бидат запознаени за секоја одлука која што ја носи Советот и за секој денар каде и зошто се трошат буџетските пари. А тоа ќе го направиме со отворени средби, многу чести средби со граѓаните, поготово во текот на неделата барем 2-3 пати. Согледувајќи работата на општинските совети не само во Прилеп, туку и во Македонија, од агол на вашата професија, има ли механизми на располагање или пак некои нови кои што треба да ги направите, да ги создадете, што може да го зголемат учеството на граѓаните во процесот на одлучување? Сами рековте дека ќе има и повеќе средби, но што се однесува до механизмите, што може да се направи за граѓанинот да биде на прво место, како што рековте и сам? Значи, најбитно е средба со граѓаните, слушање на интересите на граѓаните и нивно представување во Советот. Значи, гласот на граѓанинот, идејата на граѓанинот, барањето на граѓанинот, не да остане само глас во пустина. Туку напротив, секоја една идеја може да биде добра идеја. Секој еден глас слушнат може да биде глас за отворање или создавање на еден убав проект. Се она што граѓаните можат да ни го пренесат нас, а верувајте, граѓаните се полни со идеи, се полни со барања. Единствен начин Советот да може да работи е да го слуша граѓанинот. Кога локалната самоуправа и граѓаните ќе работат заедно, тогаш нема неостварлива цел. Конкретно за Прилеп и можностите за развој. Како движење вие започнавте со средби со граѓани кои се најчесто нивните барања, бидејќи и сами рековте дека имаат многу идеи, имаат секако и многу барања, бидејќи потребно е Прилеп да се развива и на Прилеп му се потребни, како што и самите двете овде рековме, механизми и нови стандарди за работа на општинските совети, на градоначалникот на општината, на сите јавни служби и јавни институции. Кои се најчестите барања од граѓаните? Најчестите барања од граѓаните се совесни работници во администрацијата. Брзо решавање на предметите во локалната самоуправа. Многу барања беа за марковите кули да ги направиме едно убаво туристичко место, заради тоа што само ние го имаме и никој друг. На Прилепчани му фали театар, на Прилепчани му фали кино, на Прилепчани му фалат културни манифестации.
Јас не зборувам за поп групи или познати групи, туку на Прилепчани му фали опера, му фали балет. То баш бевме изненадени од граѓаните на Прилеп, што ги изразија тие барања, дека ние сме маргинализирани тотално. Значи, ние нема каде да појдеме на театар. Ние немаме театар, нашиот театар е уништен. Ние немаме кино. Ние немаме буквално во Прилеп ништо. Се уништи. А пазете, Прилеп е град со историја, Прилеп е град со традиција, Прилеп е град со гордост. Со што ние моментално да се гордееме? Еве, јас си ви поставам вас прашање, ако имате одговор на ова прашање. Најчесто во овие разговори тие кандидати кои што досега ги интервјуиравме беше дека се гордееме на историјата, се гордееме на инаетот, се гордееме на оно што сме го постигнале порано и сите се тие нематеријални добра на кои што прилепчани се гордеат. А за развојот на Прилеп имаше одредени забелешки што се однесуваат на подобрување на инфраструктура, значи прашање во однос на тоа што 30 години уназад за тоа говориме, културата да е ставена на преден план. Што е како граѓани на Прилеп што вам најмногу ви пречи и прво би сакале да го направите, спомнавте дека да, ни пречи тоа што има партизација во општината, не само во општина Прилеп, туку има и во сите јавни, државни, општински институции низ цела Македонија. Има ли механизам тоа да се надмени? Апсолутно има механизам. И нашата политичка партија, Движење Знам за наша Македонија, принципиелно се држи кон тој принцип. Нема партиски вработувања. Апсолутно. Туку им се помага на оние на кои што тоа им е најнеопходно, но пазете, кои што ги исполнуваат словите, кои што имаат квалитет и имаат знаење. Значи, само треба да се почитува тој механизм. Само се почитува тој, исклучиво, без ни една мала тронка излегување надвор од тоа. Воопшто, значи, сме најголеми противници за непотизмот, најголеми противници за партиско вработување, заради тоа што на народов му е доста. Не може во администрација да седат партиски луѓе кои што го немаат соодветното образование. А имаме во Прилеп, ние имаме кадри во изобилство, имаме квалитетни кадри, имаме квалитетни луѓе кои што можат да ги завземат тие места и да придонесат многу за нас и за граѓаните на овој град. Како што и сама рековте, Прилеп е град на тутунот, град на мермерот, град со долга историја кој што може да се гордее на се она што го постигнал, но и град со спортска душа. За жал и двете како поранешни спортистки можеме да кажеме дека да, Прилеп е, односно беше спортски град. За жал. Таа констатација изминативе години ни се потврдува, но можеме ли нешто да направиме заедно сите, како што и самата рековте, овој град да ги добие назад двете спортски сали, да има деца кои што спортуваат и навистина да се гордееме и на нашите спортисти и спортски клубови во иднина. Како што знаеш, Гордана, како поранешни спортисти, Прилеп е ризница на млади таленти. Ова е рана прашање за мене, како поранешен спортист. И не можам да замислам и не можам да поверувам како успеавме до толку да го уништиме спортот во Прилеп. Тука се наоѓам виновна и јас, и сите ние кои што бевме дел и дозволивме да ни се случи ова. Верувајте ми, дека ако за нешто најмногу се борам, тоа е на Прилеп да му го вратиме духот, да му ја вратиме ведрината, да му го вратиме спортот, пошто нема поголем амбасадор од спортист и од спортска екипа. Вие знаете ракометниот клуб Тутунски комбинат и машката и женската екипа. Одбојкарскиот клуб 11 октомври Прилеп и машката и женската. Па ние секогаш бевме први. Многу од нас беа и репрезентативци, дури и на подмладок на СФРЈ. И сега ние дозволивме да немаме спорт во Прилеп. Жално. Сите ресурси кои што ми се ставени на располагање, сите можни авторитети, сите можни
луѓе кои што го сакаат спортот и живеат за спортот. Максимално ќе ги искористам да го вратиме спортскиот дух на Прилеп, заради тоа што тоа е нашата срж, тоа е овде во срцето. Имаме веќе некои обиди за повторно обновување на одбојкарскиот клуб 11 октомври. Имавме веќе една средба, така да ќе работам напорно. Значи не само одбојката, ракометот, карате, ние сме ризница, кај нас нема дете кое што не е талентирано за спорт. Значи ли тоа дека треба повеќе да се лобира, отколку да се употребуваат други механизми за да може ова сето да се? Мислам дека треба многу повеќе да се лобира и мислам дека со искрени, честни и посветени чекори можеме да го вратиме духот на Прилеп и духот на спортот во Прилеп. Што значи за вас нови стандарди во локалната власт, како што е наведено во вашата кампања, бидејќи секогаш, да бидеме искрени, бидејќи сте нова во политиката, едно ветуваат политичарите, а потоа сосема нешто друго, можеби на крајот од нивниот мандат се случува, но навистина нови стандарди треба да значи некоја новина која што ќе ја пробуди, еве, како што говоревме и претходно, граѓанската свест, односно ќе обезбеди поголемо граѓанско учество или пак се однесува на нешто друго? Не само учеството на граѓаните, тоа е прво и круцијално. Значи, без учество на граѓаните, локалната самоуправа, јас не гледам дека може да постигне било какви резултати. Меѓутоа, советниците кои што ќе бидат во советот на општина Прилеп, ќе настојувам не да има раздор. Тоа се тие нови стандарди кои што сакаме да ги внесиме во општината. Не да има раздор заради тоа што секој е од различна политичка опција. Не. Дајте да се сплотиме сите во советот за да го донесеме она што е најдобро за Прилеп, за граѓаните, а не за локалната самоуправа. Ќе воведеме дигитализација, мислам, предлог наше да се воведе дигитализација на одлуките на општината, сите детални урбанистички планови, генералниот урбанистички план и сите решенија кои што ќе се носат понатаму во контекст на деталниот урбанистички план, урбанизмот на Прилеп, да бидат транспарентно изнесени на електронска страница која што граѓаните секојдневно ќе можат да видат што се случува со нивната катастарска парцела, што може да ни предложат доколку гледаат дека има некакви проблеми. Најголемите проблеми во локалната самоуправа, и сега тука не е толку локалната самоуправа, колку, но сепак архитектите кои што ги носат деталните урбанистички планови, според мене. И тоа ми е она кое што мора да го издействувам и мора да го направам во советот. Значи, не може да се цртаат градежните парцели паушално, онака како што ќе му текне на архитектот. Односно субјективно. Субјективно. И да овозможуваме за да го турниме граѓанинот, ама да му озвожиме на некој инвеститор да изгради нешто тука. Не. Деталните урбанистички планови да бидат пресликани од фактичката состојба на лице место. Што значи тоа? Значи, сега се случува една градежна парцела да навлегува во соседната катастарската парцела од моја, да навлегува со 1 квадрат, дали во државно земјиште или во катастарската парцела на другиот сосед. И ние имаме спор. А тоа може да се надмине? Тоа може многу лесно да се надмине и имам како, што и како да се сето тоа да го направи. Тука ќе скратиме многу спорови покрај тоа што сум адвокат. Значи, не гледам личен интерес, туку најголем број на спорови ги имаме во тој дел. Што би рекле по прилепски со разбирачка? Со разбирачка, апсолутно со разбирачка. Ако соработуваме, советот со оние кои што ги носат, ние ги носиме, меѓутоа оние кои што ни ги даваат деталните, ако членовите на советот имаат познавање
од урбанистичко работење, од градежно земјиште, од земјоделско земјиште, како што имам јас, тогаш можете да придонесите во советот и да укажете ова вака не е во ред, ова вака е во ред. Но за сметка и за цел за доброто на граѓаните. Ние како новинари често поставуваме прашања кога се однесува на одредени градби што се дел од историјата, а денес за жал не се употребуваат. Ќе споменам за хотелот Липа, ќе споменам за Жито Прилеп и за ред други кои што чисто само зјаат, неупотребливи. Има ли решение за овие проблеми, кои што се дел во приватна собственост, но дел се и во државна собственост, а државата не повела сметка или пак тие што се приватни собственици едноставно не се заинтересирани да профункционира тој објект. Има ли советот можност како механизам да исправи нешто во тој дел? Да, има советот механизам да го исправи тој дел и тоа е многу битно за Прилеп. Тоа е нашата историја, тоа е нашата култура. Нек не случајно поминував пред пионерски дом. Страшно се распаѓа пионерскиот дом. Треска, старата библиотека. Варош, библиотеката, домот Варош. Па тоа беа места каде што сите ние одевме, сите ние бевме таму присутни. Сега се распаѓаат. Значи за тие че има во нашата програма имаме посебно проекти за заштита на таквите објекти, за реновирање, обновување и составање во нивна функција. А тука советот може многу да придонесе со ставање на таков проект и со издвојување на пари од буџетот за да си го задржиме на нашето историското, традиционалното. На крајот од овој разговор навистина ми беше интересен заради тоа што зачнавме одредени круцијални прашања што се однесуваат на работата на советот и вашите лични ставови. Која е вашата визија за Прилеп за наредните 4 години со оглед на тоа што една локална власт има период од 4 години после овие избори? Имате ли некоја визија која што навистина на очиглед ќе биде на сите дека Прилеп напредува и на кој план најмногу од сите овие што ги спомнавте? Значи, доколку немам визија за поубав и посреќен Прилеп, немаше воопшто ни да влезам во ова сега што сум, нема стварно никаква потреба. Меѓутоа, мојата визија за Прилеп е, и сето тоа искрено да ви кажам, зависи од тоа колку граѓаните ќе ни дадат доверба, што повеќе советници да влеземе во Советот на општина Прилеп од нашата партија Движење Знам за наша Македонија. Прилеп го гледам како град каде што секојдневно ќе доаѓаат туристи. Заради тоа што доколку марковите кули со нашата основна индустрија тутунот ги споиме како два елементи во едно, можеме да привлечеме многу голем број на туристи. Доаѓањето на туристите носи пари во буџетот на општината. Исто така го имаме манастирот Света Богородица, Трескавец. Не знаете каков интерес има за посета на манастирот. Со ангажирање, со труд, со работа, со носење на странски и наши македонски туристички групи, можеме да го промовираме Прилеп и Прилеп да има големи бенефити од тоа. Исто така, мораме да дадеме простор на руралниот развој на Прилеп, поготово на жената во руралните средини. Значи, ние имаме земја што раѓа, земја која што може да не храни, а ние увезуваме. Тука ќе биде голем акцент ставен. Сакам тука, значи, да ги мотивираме сите оние кои што имаат парче земја на кое што е обработливо и кое што можат да произведат, да произведуваат, но нема да бидат заборавени, нема да бидат оставени, туку напротив, нивните производи и нивниот труд ќе биде ценет и награден. Исто така,
Мораме да го вратиме, морам да се повторам, мораме да го вратиме спортот во Прилеп со организирање на спортски активности. За жал, пред се приоритет мора да ни биде реновирање и ставање во функција на спортските сали, заради тоа што ние други спортски сали немаме каде да ги представиме нашите спортисти. Главна и круцијална чест во почетокот на мандатот е враќање на спортските сали. Верувајте дека со враќањето на спортскиот дух на Прилеп ќе го разубавиме Прилеп, ќе го оживееме Прилеп. Ќе го разбудиме народот. Народот е во една тешка и аполитична и апатична состојба. Не го интересира повеќе политика. Од оправдани причини. Значи, доста е од лажни ветувања, доста е од ветувања огромни проекти, ставени само на хартија и толку. Не, јас денес овде дојдов и јас во моје име зборувам дека она кое што ние го нудиме во нашата програма ќе биде реализирано, заради тоа што ние во нашата програма не ветуваме чуда. Апсолутно. Туку ветуваме реални проекти кои што на Прилеп можат да му донесат голем бенефит, да го направат Прилеп подобар и посреќен град за живење. Јас само ќе надополнам кога го спомнате спортот, тоа е дека ќе го вратиме борбениот дух во градот. Нашата борба за членови на Советот на општина Прилеп не е борба за власт. Нашата борба е борба за достоинство и враќање на вистинскиот прилепски дух на граѓаните на Прилеп. Мирјана Стевановска, ви благодарам за разговорот. Се надевам дека ќе имаме прилика повторно да разговараме. Ви благодарам и вас. Секако дека ќе имаме повторно прилика, би се одзвала на секој ваш повик. Благодарам. Благодарам и вас.